Почитувани, како што најавивме, ете така и остваруваме, ќе ве представиме денеска благородната раса на кучиња Кане Корсо. Кажавме веќе нема неблагородна раса на кучиња, карактерот на кучето зависи само од оној кој што се грижи за него. Не велиме собственик, не велиме газда, затоа што такво нешто не постои, постои само другар, пријател на најверниот пријател на човекот. Дали е така, Зоки? Така. Добро утро. Зоран Христоски е тука од одгледувачницата Бел Сперанца. Зоки Змија, популарен. Добро утро, добро ни дојдовте заедно со Силвер. Да. Тука во позадината малку им вртиме грб, меѓутоа ќе ни простат Јордан Христоски е председателот на Кинолошкиот сојуз, така, на Македонија, и Јована Костадиновска се разбира. Си легна. Силвер се измори. Силвер се измори. Јована, ја имаш честа повели да го отвориш разговор. Да, станува збор за една италијанска раса. Нема откака италијаните се преубаво. Ќе се согласиме. Не знам, можеби со Зоки треба прво да почнеме со прашањето и тоа дека да, еве го и Силвер не поздравува. Тие традиционално се дресираат да бидат чувари на куќата. Со таа ли цел ги земавте вие? Станува збор за благородна раса и една од најпознатите раси како чуварот на куќата. Точно. Само што тие не се дресираат, туку тоа го носат во себе. Затоа и одгледувачите работат да се пренесува генетски сите особини кучето да ги пренесе во комплет за да може да го представи кучето кое што е опишано во стандардот. Одгледувачите се тие кои што ја вршат таа работа за кучето да ги запази и фенотипските карактеристики, изгледот и карактерот. Најважно за нив е тоа што се многу мили, чувари се на домот и е стварно препаметно куче. Воопшто, да не кажам, дури не треба ни дресирање, туку само го следи инстинктот од својот собственик. Не знам дали ќе се согласите со мене, имате многу повеќе искуство во расите, ама некогаш знаам да слушнам дека, особено одгледувачи, да кажат во ликот му се гледа дека е паметно куче. Како тоа се забележува? Па тоа се забележува кучето кога го прати собственикот или, например, на изложбите, судиите знаат да го повикаат кучето и ако будно го следи или го прати судијата во рингот, тогаш тој добива позитивни поени кај судијата, затоа што кучето е, да речам, на некој начин наблюдува и внимателно. Да. На времето го викаа позорно, во времето на Југославија судиите, ама тоа е многу важно, затоа што тука се гледа интелигенцијата на кучињата. Ќе се согласите, Јордан? Да, гледам вака со главата, климата, да, значи... Секоја раса има своји посебни карактеристики. Ова е една од тие раси кои што се исто така и работни раси. Значи, подлежат на работни испити и нормално поради тоа и нивните работни карактеристики и способности се на повисоко ниво него останатите. Така да многу имаме голема дистинкција помеѓу работните раси на кучиња кои што се користат во полиција, во војска, исто така, значи за работа со добиток и така натака, и овие други кучиња што се ги кажуваме домашни миленици што лежат нели на тросет и се pet companion. Pet companion на англиски, значи буквално пријатели, другари на домот, да. Зоки, благородна раса велиме заштитник, чувар и придружник. За големите кучиња, колку килограми има Силвер? 65. 65 килограми. Добро утро, Силвер. Немој да ме гледаш така подоко. За големите кучиња се вели народски или слинговски е распространето дека се опасни кучиња, дека се кучиња кои што се опасни за човекот, за случајните минувачи, дека не смеш да влезеш кај нив во дворот и слично. Па не би се согласил со оваа констатација, затоа што од стари времиња секогаш е кажано дека опасноста се чува во мало шише. Големината ја носи добрината и благородноста со себе.
И карактерот сака човекот да седне и тоа е тоа. Да, сака си легне. Сака внимание. Колку е едноставно или не едноставно да се справиш во наводници со вака големо куче кога треба да продефилираш на едно големо надпреварување? Добро, ние тие единки во текот на развојот од самите ги одбираме. Понекогаш, значи, со председателот Јордан разговараме кој куче да се одбере за поголеми достигнувања и стално сме во тренинг еден, да кажем, во постојан тренинг. И се одбираат, значи, посебни единки што би учествувале на големи надпреварувања, како што е Силвер, кој што прошлата година беше трет на Европско првенство во Словенија. Да, ќе зборуваме и за достигнувањата. Требаше две кучиња да дојдат за да биде така по-доминантно денеска, меѓутоа таткото на Силвер не е дојден. Тој требаше да тој требаше, Кинг Конг. Кинг Конг. Кинг Конг. Кинг Конг и Силвер. Добро, кои се наградите? Кои се достигнувањата што ги имаат македонските кане корсо кучиња на меѓународна сцена? Па еве, во мојата одгледувачница, почнувајќи од 2015 година е почната по-значајни постигнувања. Имаме папи светски шампион. Само да кажеме дека е од 2007-та заедно со сопругата, тоа ви е семејна пасија, може да кажеме? Да, тоа се почна во една прошетка во паркот, каде што мојата сопруга виде кане корсо и кажа вакво куче би сакала да имам. Многу брзо беше нејзиниот роден да ни купив за поклон едно кане корсо. И 2011-та почнувате заедно да... Да, 2011-та регистрираме одгледувачница преку Кинолошкиот сојуз, која е исто регистрирана со број 111 во ФЦ и пасијата продолжи, љубовта продолжи со кучињата. Почнавме да одгледуваме. Веќе првиот резултат е 2015 на Радуно во Италија. Гризли Бел Сперанца беше кучето кое што освои папи светски шампион. После имаме бројни достигнувања на специјализирани изложби кои што се многу важни за секоја раса. Специјализираните изложби се најважни, каде што судија што е специјализиран за таа раса ги оценува фенотипски и карактеристиките нивни, како изгледаат, кои што треба да ги исполнуваат според стандардот. Потоа имаме 2017 во Киев вице-европски шампион, тоа е мајката на Силвер, Федерика Белсперанца. И имаме многу интернационални шампиони. А ние подготвивме фотографии, може да... Имаше цело време фотографии, да може ли некако Силвер да го снимеме? Да. Добро, Јордан, како лежи. Зборуваме за италијанска раса на кучиња, иако сега потеклото, особено во современиот отворен свет, е малку дискутабилно, нели? Сите кучиња се веќе сечи, сите раси, бидејќи се распространети на секаде. Како изгледа кога едно македонско кане корсо во Италија ќе освои светска титула? Па имаме, ние во Македонија имаме неколку одгледувачи кои се познати на светско ниво. Така да квалитетот на расните кучиња кај нас е на доста завидно ниво. И не само кане корсото, имаме и други раси кои што имаат големи достигнувања во светски рамки. Што се однесува до кане корсото, имавме оваа година исто и наш репрезентативец од Македонија освои боб на европската со кане корсо, кое што не е одгледано во Македонија, меѓутоа тој беше хендлер на истото куче и освои боб, значи best of breed на европско првенство. И како италијанците како прифаќаат? Така викаат молто може би им е криво, меѓутоа луѓето си работат. Кинолошкиот сојуз, пред се Кинолошкиот сојуз, значи излезе со голема поддршка до сите излагачи кои што се заинтересирани да посетат големи изложби. Ние ги спонзорираме, да кажеме, ги субвенционираме сите излагачи кои сакаат да излезат на големи надпревари. Така да даваме субвенции за патните трошоци, доколку се освојат титули, исто така има награда. Добро. Која што после тоа они може да искористат во вредност од слободно може да шампионати, педигриња, значи тоа е што ние им го нудиме како Кинолошки сојуз на излагачите и имаме големи успеси во последните 6 години од кога новата гарнитура е во Кинолошки сојуз.
Секоја година имаме по неколку европски, светски, клубски достигнувања, така да растеме. Добро, може да прашам нешто? Да, па, секако повелете. Имам пар прашања. Расата бара, прво Зоки тебе, расата бара, вака вика, искусни сопственици, поради тоа што има потреба од конзистентна дресура. Што значи тоа? Вие знаевте, се обучивте малку подетално за расата, верувам дека одедно станаа колку кучиња? Па, сме имале моменти кога сме имали по 40 кучиња во еден момент во одгледувачницата, но после од времето од ковидот се намалува бројката поради тоа што интересот е опаднат и околу изложбите и околу целата ситуација во светот што е. Се обучивте некаде за расата? Ние за расата, јас пошто претходно имав чувано кучиње, многу лесно ми беше и бев вчудоневиден да кажем колку се паметни и многу лесно се раководат. Да, јас вака правам веќе кога ми е досадно, ама на крајот на емисија Силвер мораш сега. Бар уште малку, да. Значи, ја бара таа конзистентна дресура. Што значи таа конзистентна дресура? Што значи тоа? Вие дневно имате некоја рутина што ја правивте вие со сопругата, со кучињата? Не, доволно е, значи, вниманието што се дава. Значи, тие само бараат внимание. Не е дресура, кога ќе кажеме дека треба нешто постојано да го повторува за да го научи. Да. Туку вниманието што ќе му го посвети сопственикот е сосема доволно за да ужива сопственикот во него и кучето во животот. Значи многу е важно пред да ќе се согласи со мене и претседателот дека многу е важно пред да се земе еден миленик да се види какви карактеристики кој каков карактер има кучето. Да се најдобро имаме ние значи стручен совет на судии кој што може да се посети или да се информира, секој што е заинтересиран, значи може да дојде во Кинолошкиот сојуз да добие соодветно внимание и објаснување за какво куче највеќе би му одговарало, за да може и сопственикот и кучето да ужива во животот, а не да се мачат. Во што го кажав тоа затоа што има еден таков тренд на домашни миленици, чинам дека секој семејство има домашен миленик, некој сака помало куче, некој поголема раса, не е важно, но колку е важно може да надополните за тоа дека треба да ја познаваме расата која што ја чуваме, дека треба да бидеме одговорен сопственик, нели? И таа конзистентна дресура. Што значи тоа? Тоа дресура, јас не би го нарекол дресура, него внимание. Добро, вака вели Википедија, сега можеме да пракса за друго вели. Тоа е најточниот. Бидејќи дресура звучи некако ригидно, некако многу. Значи вниманието посветено на својот миленик, значи е всушност тренинг. Значи кучињата што се растени во домашен амбиент, значи во стан со луѓе, ќе речете најпаметни се, многу се паметни. Да, паметни се затоа што се секој ден со своите соценици. Социализирани се. Тие всушност го разбираат секој говор, и телесниот говор, и вие кои им се обраќате, значи просто ќе кажам, кој кучето знае кај е фриждерот, па знае нормално кога ќе кажете фриждер, ќе земете храна и после тоа ќе му дадете. Кујната сите знаат. Паметат, имаат одреден фонд на зборови кои што ги паметат слично. Зошто треба всушност што е Кинолошкиот сојуз? Ние сме една институција која што се занимава со регистрирање на расни кучиња, нели? Сите работи што се поврзани со расните кучиња ги води Кинолошкиот сојуз. Зашто расно куче? Затоа што некој тоа куче го моделирал и го направил за потребите на одредена популација. Значи, доколку сте вие, не знам сега, спортски тип и сакате, може бевте. Бев не. Се уште сум кажете слободно, да. Затоа да, таму во мирото, сегашност. И ќе си земете куче кое што е атлетско, кое што бара внимание, бара тренинг,
прошетки подолги и така натаму. Меѓутоа, доколку немате време, знаеме дека се модерен живот, па сите се нешто зафатени. Ќе си земете пудлица. Ќе си земете А ние со мале, француска Пудлица. пудлица, ние Ето така. како А ќе јас научиме шицу. денес со француска? Не, Така се француска подели. пудлици се доста активни. Жив кучиња. мозок и многу Да, активен. доста А Многу. шицуто? Новак Џоковиќ после 20 часот тренира со Шицуто тениско кој топче цела има вечер. време да го чешла и да го Еве, морам нешто да кажам. Зоки, например, Убава нема време. фризурата што ја Зоки сакав да спомнавте. надополнам на оваа тема. Може само уште едно подпрашање до Зоки? Да, повели, Го, да. го чувам кога сме кеќе фризура течеш лајното. Зошто Силвер подотеран од мене дојде денес? Што е со таа огрлица? Тоа Знаем треба дека нешто ќе да треба да ја заслужиш Ова да е од ја Санкт имаш или Петербург изгледа. Ова, Не. или Ова е- вие го наградивте? Ова е традиционална италијанска огрлица, која што порано во минатото имало повеќе намени, а сега е само за украс. Добро, и, специјално ја набавивте, така, Да. верувам дека не може ни многу уникатна, не може лесно да се Токму најде, така од претпоставувам. природно крзно, Да. баш од Италија И купена. како што му и така. доликува. Сакам да Добро. прашам дали после тоа време поминато заедно човекот личи, не можам собственик да кажам, Си личат пријатели. еден на не друг, личат, да, баш. си Да, личат. кој на кого Добро, личи? да. Дали човекот на куќето или куќето на човекот? Дали е избрано ова куќе Леле, што ќе му кажеш по тоа што рече пудлица, дека има мускулатурата ќе се или може- повлечам. Пудлицата си е, тоа е. Што да кажеме? Се ја кажам. Ова, Се ја кажеме. Слика да Се кажува се. Куќето гледало на собственикот. Да, да. Точно, И подлицата има свои параметри по кои што може да се Ги приф- пофалам и се- јас, например. Така, се Така е. прифаќаат карактеристиките и од собственикот и од куќето, значи затоа ние кога Симбиоза. кажувате, да, кога Симбиоза. кажувате дека куќето личи или собственикот личи на куќето, тоа е поради тоа што секојдневно Практично се однесуваат Е, исто. исто, и тоа е не тоа. речам, да. Добро, јас се чешлам така по... Добро, кратка фризура. Добро, јас себе обрнувам внимание повеќе да, па шицуто, така некако си доликува. Шегата на страна, ви благодариме што ни го донесовте Силвер пред се. Што Благодарам на поканата. Да, не е негова средина, убаво се прилагоди за разлика Јордан од тие шарпланинците што ни ги донесовте. Силвер добро се снајде. па Силвер Силвер му е досадно веќе на крај. Силвер живее во градски услови, Силвер живее он е со многу градски. бука, Градски е, додека Добро, шампанецот знаеме што е. светски така. шампиони, Па, се добра. планински кучиња, грациозни македонски. живот. Јордан, Зоран, Силвер, благодариме. да. Би сакал Благодарам. само една Благодарам. секунда. А, да, Да, може, да. може, За може Европското слободно. првенство ќе да не да, изумиме. да. Би сакал да кажам ќе имаме прилика и во друга емисија. Специјално меѓутоа- ќе го- Меѓутоа Киношкиот сојуз и екипата која што ја представуваше Македонија на Европското првенство во Брно направи огромен успех. Го донесовме, земавме на собранието на ФЦ беше изгласано Европско првенство за Датум? 10 раси во 2028 година. Значи ние ќе бидеме домакини на Европско првенство за расни кучиња, кое што ќе се одржи во 28 година, бидејќи 10 раси, да појасниме, 10 раси на кучиња, бидејќи Европското првенство ќе се одржи во Данска, меѓутоа во Данска имаат некои регулативи тамо и некои од кучињата се забранети тамо, меѓу кои и шарпланинецот. И затоа ние апелиравме до сите кои што представници тамо, имавме голема борба за да го добиеме Европското Борбата се првенство. исплатеше, животот ни е борба, Точно, особено на точно, македонците. точно. Јордан, ќе бидеме и ние домакини заедно со вас, ќе го најавиме специјално еве во периодот што следува сега во И догледно да ги време. објасниме расите, кои Да, се тие во 10 текот на раси. летото Да, ќе биде договорено. интересна таа емисија, ќе посветиме повеќе време, ќе ве следиме за живи здрави 28-та да сме сите заедно на куп, ќе го следиме првенството. Почитувани, го исполнивме терминот, се надеваме дека ви беше возбудливо интересно, особено на крајот. На Силвер му е здодено, ќе мора да си оди што побрзо.